Сум дромец, сум другарот македонец, сум друга горски сум домовот дворец, сум фрека цела екипа со сетонец. Она никад не е сама, не, кај што гази прави драма, на неа нема мана. Позади неа е галама, те гледа и скенира, неферика знае секата доминира, она ме дига горе кокаина, само кучи, само Осудениците од Идризово мене ми се, па можам да кажам, нека и фамилија више. Зашто јас живеам со нив, се гледам секој ден со нив, а како и за мене, така и за другите, ова е едно огромно освежение на, знаеш, по цели денови сме на овие игралишта, низ овие ходници и сега имаме нешто вакво. Јас сум лично преисполнет. А и како што можев да видам од другите, да имаш убава реакција, и од нив им дојде убаво и би сакал да има повеќе вакви настани, чисто да извадиме таа енергија што владее тука, за жал. Сите имаме свој занает, свој спорт, да го речам. Јас сум музичар, некој е сликар, некој е скулптор, имаме пеачи еден куп. Секој со своето. Би било убаво и уште повеќе да се организираат вакви настани. Прво за сите, тоа, за сите што лежиме тука, што издржуваме казната затвор. Едноставно ни го расположува денот. Ви кажувам како осудено лице. Ова може да ми е најсреќниот ден во овие 8 месеци, ме разбираш, бар за мене. Јас како хип-хоп артист, како рапер, некако имам некоја желба да дојдам да настапувам во луѓе кои што прошле многу искуства во животот, ми избрале погрешен пат. Ние со повеќето се знаеме од тука. Некој помалку сгрешил, некој повеќе сгрешил, некој повеќе ќе остане, некој помалку ќе остане. Како и да направиле погрешен избор, целта ми е да ги анимирам и тие луѓе, бидејќи тие заслужуваат некоја среќа, расположение, повеќето имаат шанса, има надеж да се поправат, да бидат утре подобри луѓе, затоа и многу се важни воспитувачите, било каде, не само ваква установа, со цел да го направат човекот да биде подобар. Сметам дека луѓето кои што се тука затворени имаат право да почувствуваат и нешто поразлично од тоа што го гледаат во секој ден, и мислев дека ќе биде едно необично искуство и се докажа дека е необично искуство да настапуваш во затвор, иако стварно ми беше многу големо задоволство и беа прекрасна публика сите овие луѓе тука што беа. Кој влез во затворот е поврзан со одобрување до правата и извршување санкции. По одобрувањето на санкции за влез во затворот, ние ги договараме датумите, кој датум ќе биде, настапувачите кои ќе бидат, опремата, и тоа е она уметничко дел, има безбедносен дел, каде што мораме да прецениме безбедносни мерки да се одвива настанот безбедно и да нема последици по никого. На почеток имам страв, нормално, покато првиот пат беше многу друга зграда, друг објект, некако поблиску со луѓето кои што се овде, кои што одлежуваат. Трема, страв, не се спремам за настапот, ја да настапам како артист со песните, него тоа воопшто не ми е битно. Битно ми е делот јас сум аниматор по физичка култура. Делот за да ги анимирам ја луѓето, пак ќе кажам, дали се тоа во затвор, или се на свадба, или се во диско, или на детски роден ден, целта ми е и задачата, мислам дека на секој артист треба да биде да ги анимираме тие луѓе што ги имаме пред нас. Слободата е непроценлива и само луѓето не може да го сватат тоа се додека не им се одземе тоа право на слобода. Така да мислам дека најбитната работа е да се тргнат од неволји, да се тргнат од бели у животот, да не идат по некои патишта кои што ги носат на друга страна и да бидат свесни дека секогаш има избор. Значи секогаш постои и друга страна на она каде што гледаме дека нема излез и избор. Така да би ги советувал да се тргнат од сите работи кои што може да ги донесат тука и да уживаат во слободата.
Многу луѓе би рекле дека пропагираме нешто што не треба да е така. Меѓутоа, јас не можам да го смерам тоа што сум го живеел, правел и тоа поради што сум нели овде. Пак ќе кажам, мојата музика сум јас, што не значи дека секој треба да ја прими негативно. Јас лично сметам дека слушајте ја музиката, учите од грешките. Знаеш, јас сум тука. Јас сум тоа што сум. Цело време ќе го кажувам тоа што сум. Не се срамам. Тоа е едноставно. Ама другите генерации, да кажам, помлади, па и постари, нели, можат да слушнат и да видат како е. Зашто не треба да се прави тоа. А јас своето не можам да го сменам, нели? Позитивно влијае на нив, за подигање на нивната, како да кажам, самосвест, не се заборавени, него имаат прилика и да видат и да презентираат нешто, така да јавно ги повикам сите кои имаат афинитети за такви настани да се пријават и ќе ги прифатиме.